Самото спомнување на можноста за отварање на политичкиот тестамент на Ахмети е вистински предизвик за наследниците. Сите живеат во надеж дека ќе бидат спомнати и ќе добијат од оставината, иако се навестува дека има и такви, кои можеби однапред ја знаат содржината па почнуваат да се однесуваат според улогата, која очекуваат да ја добијат. Сакаме да го растаретиме малце господинот Груби, се нафата, значи, да изиграва улога на председател де факто во Демократска унија за интеграција. Имачи предвид дека касно е дојден, мислам дека му треба време да се прилагоди на тоа. Желбата на едно од крилата да го ослободи од товарот другото беше доволен поттик за уште една непромислена мисија на гладниот лав. Тој по кој знае кој пат, за кусо време, вообичаено нереално ширеше претеран и лажен оптимизам, дека во лет ќе го дочека падот на пленот. Разговараме со пратеници кои што се дел од владеачкото мнозинство, а не припаѓаат на СДСМ или на ДУИ, за формирање на ново парламентарно мнозинство. Таа операција се уште не е завршена, но е во тек и очекувам да таа операција финишира со рушење на оваа влада. Во сличен стил, како новото парламентарно мнозинство, пропадне и обидот за инфантилна манипулација на актуелниот лидер на мудрите бели глави. Сепак, публицитетот кој го доби лажната вест која беше пласирана, не се мери со обидот таа да се депласира. Оти предизвиканата штета е поголема од радоста која блика во душата на тој што ја пушти во оптек. Се радувам што на филолошкиот факултет Блаже Коневски не постои и никогаш не постоела идеја за укинување на катедрите за македонски јазик и за македонска книжевност. Постоењето на овие катедри, меѓу другото, е фактор за креирање кадри, чие творештво понатаму може да се употреби на даските кои живот значат. Но на нив не може да играат професори по физичко, туку актери, кои ниту по еден месец не успеваат да фатат место на сцената, зафатена од владините кадровски промашувања. Сите овие луѓе што застана овде размислуваат со своја глава. Тие сите се чинители во културата во Македонија. Не можете да бидете глуми и слепи, да не слушате и да не гледате. Има ситуации кога и добро се гледа, а уште повеќе се слуша, но се одбива да се признае и слухот и визибилноста. Особено кога се создава слика и тон за стравичен фалсификат, сега предизвикан дури и од странски служби. Портпаролката на Евростат е всушност припадник на бугарската нација, бугарски државјани. Портпаролот на Евростат, ако не се лажам, или белгијанка или луксембургска. Не, портпаролот е едно. Директорката е бугарка, ама тоа го значи вие реков. рековте портпаролот. Не го следите она што го зборам. Слушајте малку повнимателно. Портпаролката на Евростат е всушност припадник на бугарската нација. И на крајот, за оние кои ако се слуша повнимателно, покрај другото, изгледа не име по Киев, ниту еврото. Владата на СДСМ и Зоран Заев ги остави нацелило и на бришан простор, без да вложи ниту еден фенинг во подобрување на условите во кои што тие работат. Фенинзи и марки има само уште во Босна. Единствената сличност со Македонија е во тоа што само таму и кај нас нема вакцини, а граѓаните се оставени на цедило и на бришан простор.